Почитувани, денес презентираме нов, уште поголем скандал, кој е школски пример за местење на тендер. Ова е пример за тоа како Шилегов направил најповолниот понудувач да биде дисквалификуван од постапката. Ова е пример како преку правни игри и процедури се отфрлаат и понудите на останатите понудувачи со цел да се добие тендер, фирмата Доктор Пановски да биде најповолен понудувач, кој инаку важи за спонзор блиска до Социјалдемократскиот сојуз. Спорен е начинот на кој фирмата го добила тендерот. Ова е пример за тоа како фирма која нуди опрема, која не се бара од барателот, опрема која може да се најде по пониска цена, сепак победува на тендер. И тука стои подписот и името на Петре Шилегов. За што се работи? Во отворениот повик на ЈЗО клинички центар се бара детски лапароскоп со видео опрема и инструментален сет за лапароскопија. Понуди дале 4 фирми, од кои најниска цена била на фирмата Б Интернационал, значи фирмата Доктор Пановски немала најниска понуда. Жалба е поднесена од Интел Медика, во која тврди дека понудата на Доктор Пановски воопшто не одговара на тендерската спецификација. Медицинските апарати немаат ДЦИ систем, димензиите на инструментите воопшто не се со исти димензии како оние во тендерската документација. Постапувајќи по жалбата, Комисијата за жалби со решение од 11.3.2005 година ја уважува жалбата и го задолжува набавувачот да изврши повторно рангирање. Но набавувачот повторно донесува решение со кое го избира Доктор Пановски. Инел Медика повторно поднесува жалба во која ги истакнува истите наводи. И сега следи најинтересниот дел. Во дополнувањето на одговорот на жалбата од набавувачот ЈЗО клинички центар од 30.6.2005 година, набавувачот самиот истакнува дека во понудата на Доктор Пановски нема ДЦИ систем, што значи не го исполнува она што се бара на тендерот. Првостепената комисија го имала во предвид овој факт, но не отфрлила понудата. Туку намалила бодови за квалитет, но само онолку 5 бодови, колку што е доволно Доктор Пановски да биде најповолен понудувач. Комисијата во прв степен дури самата потенцирала дека понудувачот не понудил апарат, како што се бара, но комисијата на Петре Шилегов, иако еднаш го поништила решението за избор на Доктор Пановски, донесува решение со која отфрла жалбата на Инел Медика. Ниту понудата на Доктор Пановски не содржи еквивалентни димензии, а од претходно наведеното е евидентно дека содржи сосем различен инструмент од оној предвиден во тендерската документација. Ова е јасно истакнато во жалбата на Инел Медика, дека не се работи за опрема еквивалент на бараната тендерска документација, а жалителот наведува и дека понудената од Доктор Пановски може да се најде и за двојно пониска цена од цената што ја нуди фирмата Доктор Пановски. Повторувам, дека и набавувачот самиот истакнува дека не се работи за опрема еквивалент, но Комисијата за жалби на Шилегов сепак ја отфрла жалбата, со што овозможува на тендерот да добие фирма која има понуда која не одговара на тендерската документација. Почитувани, ова го говорат фактите. Ова не е работа што може да се игнорира како тоа што го прави Социјалдемократскиот сојуз и господинот Шилегов. Што уште треба друго да се случи за господинот Петре Шилегов да се одважи и да одговори за овој мега скандал? Ова е случај каде Шилегов оневозможил и најповолниот понудувач бил дисквалификуван од постапката и случај каде преку правни игри и процедури се отфрлаат и понудите на останатите понудувачи со цел да добие фирмата Доктор Пановски, која инаку важи за спонзор и блиска до Социјалдемократскиот сојуз. На сево ова стои подписот на Петре Шилегов. Ова е сомнеж подкрепен со докази за организирано местење на тендери. Господине Шилегов, колкава била вашата тарифа? Дали вашето место носител на листата на Социјалдемократскиот сојуз е заслуга на вашата работа како прв човек на второстепената комисија за жалби по јавни набавки во владата на Социјалдемократскиот сојуз? И дали профитот од таа тарифа е изворот на вашето богатство? Како ќе им погледнете на граѓаните во очи? Ви благодарам.